Прилеп е прогласен за најинклузивната општина во Македонија и општина која што нуди најголема социјализација на лицата со попреченост. По повод меѓународниот ден на овие лица 3 декември, денеска се одржа свечена програма во Центарот за култура, како и во најстариот дневен центар за лица со попреченост во Македонија, Дзуница, кој што годинава одбележа 23 години постоење. Прилеп е општина и со најголем број на образовни асистенти во основните и средните училишта, вкупно 52. Како општина предничиме и не случајно е дојден тој сертификат кој што ни е даден за најинклузивна општина, затоа што и пред воведувањето на обврските што ги имаме со законот, ние како општина направивме исчекор 4 години од средства на основниот буџет, ангажираме образовни асистенти за децата, затоа што ги слушнавме потребите и за овие деца кои што во средно образование немаја досега законска можност за да имаат сопствени образовни асистенти. Од дневниот центар Дзуница и Центарот за социјална работа од овој град истакнаа дека двата дневни центри кои што ги има Прилеп, овој и дневниот центар за лица со церебрална парализа згрижуваат вкупно 28 лица, што сепак е малку, а потребите биле далеку поголеми и се надеваат дека со општинска и државна помош во иднина ќе се отворат повеќе вакви центри. Барања има, меѓутоа барањата има листа на чекање која што не е така многу голема. Меѓутоа се обидуваме да одговориме максимално на потребите на граѓаните. Потреба, пак ќе ви нагласам, има од проширување. Капацитетите и на овој дневен центар, доколку би се проширили на другиот дневен центар, во постоечкиве капацитети, во смисла на нови вработувања, тогаш би можеле да одговориме многу повеќе. Сега, со овој кадар со кој располагаме, сметам дека капацитетите се максимално исполнети. Се надеваме дека идната теком на 26 година, ако се зголеми бројот на персонал, ќе можеме да одговориме на повеќе барања за вклучување на други корисници. Моментално како персонал ги задоволуваме потребите на корисниците. Значи имаме социјални работник, дефектолог, имаме 2 медицински сестри, 20 технички персонал и постојано имаме поддршка од општината со стручни лица од општествено одговорни компании. Имаме поддршка од волонтери, од Црвен крст по потреба и покриени сме така. На прославата во Прилеп имаше и гости и од Италија, од Центарот за инклузија на спортот со седиште во Бари.